Владењето на правото е израз кој кај нас се употребува многу лесно, но за жал и многу лесно се заборава. Јас искрено се надевам дека историјата која што ја работевме заедно со Михаил, но и сите други истории презентирани вечерва, независно од нивниот епилог, дека оставаат трага врз луѓето кои што управуваат со оваа земја на сите нејзини нивоа. А таа порака е дека владењето на правото не е демагогија, не е само празен израз. За овој случај има 43 обвинети. Во моментов случајот е во истрага во обвинителство, но за жал сите граѓани кои што беа измамени се уште се должници во кредитно биро и се уште не можат ниту да земат кредит, ниту пак било што да направат, затоа што поради тоа што судството се уште не си ја завршува работата, тие не можат да си ги решат проблемите кои што им ги направил некој трет. Се надевам дека обвинителството и судството ќе работат многу поажурно за да ги заштитат своите граѓани во иднина. Кои известувањата за финансиски злоупотреби многу ретко наоѓаат место во медиумите надвор од дневните вести, затоа што треба и простор, и време, и труд, и знаење за да се објаснат сите тие термини, консигнации, цесии, пребивања, компензации и како тоа всушност понатаму влијае на злоупотребите. Драго ми е што работам и во медиум каде што имав и време да го сработам тоа. Не е лесно да направиш 42 емисии истражувачки во годината, не се сите со ист квалитет. Спомнавте еден од условите, а тоа е да има реакција и да се покрене судски или некаков процес. Јас на ова само ќе додадам дека многу би сакала во иднина и граѓанскиот сектор да не поддржи кога ние имаме истории истражувачки и да ја продолжат нашата работа, ние ќе стигнеме до таму и може да има обвинение или да нема. Ама кој ќе окрене гласот на граѓаните секогаш се прашувам. И кој ќе работи малце повеќе со граѓанскиот сектор за да се сменат работите во општеството. Затоа треба повеќе чинители.